Почитувани дами и господа, ова е новогодишната епизодица на Министерството за комедија. Намити! Глата ми ја пукнаја секаде. Кај влези секаде. Jingle bells, jingle bells, jingle fucking bells. Немојме, сите сме оптеретени со милозвучните звуци, како да речам веќе не знам, на Мараја Кери. Значи, ушите ни ги дупна со All I need for Christmas is you. Цел свет го облюби, мори сестро, олапај малце, да дај да дишиме. Среќна нова година, почитувани дами и господа, ете, кој што можете да забележите, здрави, живи, весели, тоа е релативна работа, издржавме, ја поминавме и оваа 2018 во очекување на 2019, која ќе ни понуди бескрајни предизвици и што би се рекло, одиме понатаму. Ке си речите среќна нова година, све најубо, да, све најубо. Ама немој да мислите дека нова година од вчера за вчера се слави. Кој ја слави прв пат, кој 10-ти пат, кој по 90-ти пат и браво! Успеа, браво, полека само поскали. Држте за ѓелендерот. Муабетот беше, одиме со 10. Овој пат ете 10 препонај преаки факти ќе одбројуваме во дочек, што би се рекло, во очи на новата 2019 година. Факт број 10. Хаштаг намити. Како што реков, нова година не се слави од денеска, не, уште пред 2000 години почнало да се слави нова година. Првите докази за тоа се од Месопотамија. Валјда имет мумија најдено што е ваква во фацата. Мамурна мумија. Тоа е доказ дека во Месопотамија се славело нова година уште. Или тоа, или песната од Мараја Кери All I need for Christmas is you е на каменот на Розета впишана таму некаде. Не знам веќе ни јас. Проклетство. Одиме понатаму. Факт број 9. Не сум навикнат вака. 1 јануари не било почеток на новата година од секогаш. Не. Старите римјани новата година ја сметале од 1 март. Откачено све. Или тоа, или сакале да си поврзат, знаеш, со 8 март на еден трошак све да помини. Ам шо иначе, море, давачки е? Како? Римјани, паметни. Шо тие, море, мајко, култура. Тоа е држава. Тоа е. Не ова. Тие. Факт број 8, кој е надоврзување на претходниот факт од Јулиј Цезар, кој што бил све и ся во дамнешен Рим, уште во 46-та година пред новата ера одлучил дека од денеска нова година ќе се слави на 1 јануари и тогаш го збрцал овај со ножот од позади. И ти ли, сине Бруте, за нова година. Тоа е. И од тогаш така било. Факт број 7. Ова ни е познато на сите. Нова година е оној величенствен момент во времето кај што сите ја пишуваме својата нова новогодишна резолуција. Момент кај што сите се трудиме, си ветуваме себе си, а и на ближните своји, зашто мораш да се грижиш и за ближниот свој. Дека ќе ги смениме нашите лоши навики, дека во новата година ќе сме подобри. Од денес пеќе не пијам, готово. Од денес само ќе се маскираме во Василичари. Кај ова бе? Факти бе? Кај се? Кирца! На која страна застанам вам? И факт број 17.
Да, откажи ме навики за време на нова година. Готово поќе руска салата в уста, јас ако ставам. Уше вечерва. То се тие моменти. Факт број 6. Во Финска за време на новогодишните празници, односно за време баш на новогодишната ноќ имате една многу чудна традиција. Пази што се дешавало. Топеле олово во тавче, зрнце олово во тавче, дур не се стопи целото и после го турале во чаша со ладна вода за оловото повторно да се зацврсти и врз основа на формава што ќе ја добие, што е ваква чкелја. Тој што бил најстариот во семејството финец, тој најфин од сите што бил, го земал и вака му гледал на олово. Господе Боже, бате во Арачиново појди имат на олово да ти направат иднината да ти е преака. Според оловово ќе имате тешка иднина. Факт број 5. Во Данска пак сосема друг приод на настаните. Нова година се слави со кршење, пази. Се зема чинија и се крши пред влезната врата на соседот свој. Тоа е за да му вратиш за цела година што ти тресел трошки пред твојава врата, што ти правеле, ти пуштале гласна музика. Тоа е моментот кај што можеш да им вратиш за се од претходната година. Комшијава што ти пуштал гласна музика, што се расправале, што се дереле, family violence, да им вратиш, лупни таму еден сервис и за многу години. Факт број 4. Во Јапонија пак, тргнавме во целиот свет, ајде да допрошетаме. Во Јапонија за новата година се јадат многу долги шпагети кои се символ на долговечност. Значи, колку ти е поголема шпагетата, брат, толку поќе ќе живееш. Зато цицај ми! Факт број 3. Ова е пресекси. Во Италија за новата година носат црвен долен веш. Oh yeah! Нема што да се кажи за ова, човек треба да го искуси. Факт број 2, ова ни е познато на сите, за новогодишната ноќ се пукаат петарди, огномети, пушки, патрони, по некоја граната, рачна бомба, кој што може да си дозволи, да. Целта е да се создаде што е можно поголема бучава, за да се избркаат лошите духови, нели, за да биде новата ни година среќна и весела и да биде се како што треба, нели. Зашто овие духове многу слух имат, разбираш, и ако немат бучава, тие ќе си останат тука до плюс бесконечно. Зато треба да галамиме за да се расплинат во соседството. Господи Боже. Не море заради то. Петарди се пукат за шпреако е, како ти речам. Пау! За 100 денари поголем кеф. Немат појако е. Пукни поразни. И факт број 1, ова ни е познато на сите, освен на тие што не се сеќаваат на тоа по новогодишната ноќ, тоа е фактот дека клиниките за токсикологија за најлудата ноќ ќе бидат преполни. Затоа, почитувани дами и господа, на здравје за многу години, среќна нова година, све препонајпреубо, понасмејани, порадосни, повесели, све убај, здрави, радосни и конзумирајте умерено. Јепа!